на нашата писателка Лидија Димковска, која работи и живее во Словенија и ја честитаме наградата Роман на годината за 2023. Поздрав од студиото во Скопје. Господја Димковска, дали ме слушате? Да, добар ден. Многу ми е мило што сме заедно ова утро. Да, задоволството е наше. Ја користам оваа прилика јавно да ви ја честитам наградата Избор на годината. Роман на годината за единствен матичен број. Вашето последно дело. Благодарам многу. Психолошки роман за оттуѓеноста и обесчовечувањето. Зошто тоа така го доживувате и зошто токму тоа го избравте за тема за вашиот роман, кој е награден? Па ние навистина живееме во едно време и во еден век во кој што оттуѓувањето станува нешто нормално, а не би требало да биде така. И таа блискост која што се губи меѓу луѓето од разни причини, економски, политички, социјални, филозофски и така натаму, за мене беше предизвик да го напишам овој роман во кој што се занимавам и со други теми секако, со бегалството, екзилот, миграциите, идентитетот пред се, потрагата по идентитетот, не само сопствениот, туку и на блиските. Така што, да, во единствен матичен број практично го барам единствениот матичен број на постоењето на секој од нас. Да, и на пресконференцијата рековме сите ние имаме единствен матичен број. Ние во утринска на Телма третиравме многу и ја третиравме онаа проблематика на лицата без идентитет, односно на оние луѓе кои немаат единствен матичен број и кои половина живот, а некои не успеа да дочекаат да добијат единствен матичен број, односно право да се запишат и да добијат државјанство на лицата без државјанство. Тие се борат за постојат физички, меѓутоа не постојаа правно. Вие во вашиот роман ја отварате дилемата дали сите луѓе кои имаат единствен матичен број навистина постојат и сугерирате и како што рековте на пресконференцијата секој внатре во своето срце во тишина да се запраша дали навистина постоиме и зошто постоиме. Значи еден психолошки трилер кој допира во сршта, како што рековте и самата, на многу актуелни теми на ова современие. Дали еве од таа дистанца од Словенија каде што живеете може да направите паралела, разлика и сличности на оттуѓувањето тука кај нас? Дали и во тоа сме универзални, посебни ние како македонци, или оттуѓувањето, се ова што го пишувате во единствен матичен број, постои и таму во Словенија и е глобален феномен? Секако дека постои секаде во светот. Тоа е глобален феномен кој што е последица на многу причини. Пред се на конзумеризмот, на неолиберализмот, на сите оние нешта што ни го крадат времето и просторот, во кој што немаме ни време ни простор нели за да влезат во нив други луѓе, за да бидеме повеќе со блиските, па и со другите луѓе воопшто. Така што Македонија во таа смисла не е некој посебен феномен, оттуѓувањето е веќе присутно и кај младите, и кај децата, во институциите и така натаму. Мене пред се ме интересира човекот нели како битие кое што има секако во некаква метафизичка смисла единствен матичен број, не само во своите документи, а за жал тоа многу мина во Македонија, видовме дека дури и тоа го немаат, туку дали го има тој свој код, тој внатрешен идентитет и интегритет во себе си, во својата душа, во своето битие. Мене ме интересира човекот како посебно битие кое што има свои размислувања, свои чувства, свои емоции, свои ставови исто така. И секако секаде и секое човечко битие е посебен свет за себе. Но сите ние сепак сме современици и живееме во еден голем свет кој што на некој начин е и мал, и во еден голем простор кој што на некој начин е и мал. Така што јас живеејќи во Словенија секако дека можам од некоја дистанца да ги следам состојбите во Македонија, знам се што се случува таму, но исто така и сваќам дека се што е локално практично денес е веќе универзално, односно она глобално село за кое што зборувавме изминатите децении е веќе повеќе не е село, туку еден многу голем град, еден голем мегалополис. Да, романот е испечатен, објавен во издание на 3. Јас за жал немав можност досега да го прочитам, но видов некаде дека станува збор за дисфункционално семејство кое живее во Скопје, за брак помеѓу македонка и грк од Кипар.
Вие за подготовка на романот патувавте во Кипар, истражувавте таму, бидејќи станува збор за фикција, меѓутоа со елементи на документаристика, факти кои моравте да ги внесете таму за таа приказна да биде поквалитетна и поиздржана. Што друго би можеле остава најголем впечаток во романот и зошто треба да го прочитаат сите? Јас секогаш кога пишувам проза сакам добро да се документирам за времето за кое што пишувам и за просторот за кој што пишувам. Во овој роман, како што добро спомнавте, се работи за македонка и гркот Кипар, кој што доаѓа во Македонија 1974 година после воениот удар од страна на турците на Северен Кипар. И во таа смисла секако дека бев 2 пати на Кипар, но истражував исто така и во Лондон, во Бристол, каде што делот приказната се случува и секако најмногу во Скопје. Секогаш сакам да знам што точно историски се случувало во едно време и простор, а потоа фикцијата да ја приспособам на тие случувања и околности кои што се историски познати на сите нас. Мене ми се чини дека во романот се треба да биде автентично и можно. Не мора да биде така како што навистина се случило, меѓутоа читателот мора да добие впечаток дека тука станува збор за нешто што би можело да се случи или се случило на некој друг начин. Мислам дека овој роман донесува пред се 2 приказни. Значи едната е миграцијската приказна за овој грк кој што доаѓа од Кипар да живее во Македонија и секако неговиот животен тек, неговото семејство кое што спомнавте е дисфункционално, но има и еден друг момент кој што веќе го спомнавме на некој начин, а тоа е отуѓувањето, кое што јас го представувам преку една, да речеме, социјална антикомуна, односно така наречена пустелија во која што доброволно луѓето одат за да живеат. Порано во комуните одеа луѓе исто така доброволно да живеат за да бидат заедно, за да бидат сплотени, да се радуваат заедно на животот, а денес е на таква антикомуна на отуѓени поединци би била апсолутно нешто нормално за жал. И всушност со тој проблем се соочувам во овој роман и мислам дека и читателите ќе го препознаат. Дали таа пустелија за која пишувате и тој збор кој често го употребувате во романот и како што објаснивте сега се однесува и на индивидуално, но и на колективно ниво, дава и некаква препорака во романот, односно како што некој го оцени станува збор за освестувачки роман за нашиот свет кој заборавивме да го сакаме. Дали во романот нудите и алтернатива како да се вратиме кон обратниот процес од оваа пустелија, од ова потрагата по идентитетот, да се вратиме назад кон себе си и да ги откриеме вистинските вредности? Секако, представувајќи оваа антикомуна на доброволни поединци кои што одат таму да живеат отуѓено, секој треба од нас кога ќе го прочита романот да се замисли дали навистина сака нешто такво или можеби е крајно време да се вратиме кон меѓучовечките односи, кон разбирањето со другите, кон поддршката, солидарноста и така натаму. Во романот иронично секако се провлекува таа пустелија како едно мало место кое што се наоѓа токму во Македонија, кое што е испразнето, а ние знаеме дека Македонија страда од многу испразнети градчиња и села, од кои што жителите едноставно фатија пустелија нели во големиот свет, односно емигрира, отидоа во потрага во подобар живот. Сега во едно такво мало градче се создава секако со нели странски фондови пари една таква пустелија во која што секој кој што сака да живее отуѓено може да отиде. Прашањето е секако дали треба да се отиде таму, дали треба да се направи една таква пустелија. И мислам дека одговорот секој мора да го најде сам. И јас се надевам дека тој одговор ќе биде во таа смисла што не треба да се замине во една таква пустелија, дека треба да се најде силата и моќта во нас самите и да едноставно да го направиме овој свет навистина подобар отколку што е сега. Да, како што рековте, многу актуелни теми, она што е навистина актуелно не само во Македонија, туку и генерално во светот, од миграциите до дисфункционалните семејства кои се за жал се почесто појаваат кај нас во
Македонија, па до тие луѓе кои се поголем број меѓу нас кои физички постојат, меѓутоа не живеат вистински. Само за подсетување, наградата Роман на годината се доделува од 1999 година, тогаш првпат од Утрински весник, од 2017 фондацијата Славко Јаневски. Ова беше ваш втор обид, ако не се лажам, бевте во конкуренција и со романот Резервен живот. Исто така атрактивен наслов, кој веројатно допира слична тематика како и Единствен матичен број. Да, и со романот Скриена камера исто така. Така што јас се шегувам дека ова беше трета среќа. Да. Јас мислам дека наградата дојде во вистинско време, како и се друго што доаѓа во животот. Така што задоволна сум што токму оваа година, кога наградата Роман на годината слави јубилеј 25 години од постоењето на наградата, токму Единствен матичен број се здоби со оваа награда и тоа значи дека и самата награда си има свој единствен матичен број. На крај би ве прашал како писател, поет, како уметник, дали уметниците треба и им припаѓа таа задача да се погрижат за да го спасат светот од правецот во кој оди, оваа оттуѓеност, обесчовечување, или пак тоа треба да го сторат политичарите, бизнисмените, сите општественици? Каде го гледате вие? Каде оди светот и каде е спасот? Сите ние треба тоа да го правиме и секој ден, во секој миг. Ние поетите и писателите секако во помладите години секогаш верувавме дека ќе го спасиме светот, нели, ќе го направиме многу подобар, но јас мислам дека е доволно и тоа што во некој читател, во некоја читателка, читањето на романот ќе предизвика некаква емоција и некаква замисла и ќе се замисли читателот, читателката над себе си, над својот живот и можеби ќе смени токму нешто во својот живот, а таа мала промена во сопствениот живот може да води кон други промени, општествени, политички, така натаму. Јас мислам дека сите ние треба таа цел да ја имаме пред себе, да го менуваме малиот, локален, наш интимен свет и со цел сите тие нели наши светови да го подобрат и светот општо во кој што сите ние живееме. Велите наградата доаѓа во вистински момент, секако е мотивација за вас, за натамошниот труд. Дали веќе избравте тема за следниот роман? Па темите јас ги избирам многу полека и треба да созреат во мене, во моментов пред се преведувам, така што секако некое ново дело, дури тогаш кога ќе излезе, ќе биде разоткриено пред читателите и читателките. Димковска, јас ве поздравувам, ви благодарам многу за разговорот и ви посакувам уште многу успешни дела и награди. И јас ви благодарам многу и ве поздравувам и ви посакувам се најубаво. Ве очекуваме за време на следниот престој во Скопје и физички во студиото. Благодарам.